Базенот времено ќе запре со работа и повторно ќе биде ставен во функција за јавна употреба од месец април наредната година, по примерот на останатите затворени базени во државата, рече на денешната пресконференција директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило Даниел Стојчевски. Според него, поради енормното покачување на цената на енергенсите, за нормално функционирање на базенот месечно се неопходни и до 6 милиони денари. Чистота и зеленило ги следи првично препораките на владата за рестрикција и штедење во енергенси и непродуктивни трошоци, истакна Стојчевски. Ме чуди елементарното непознавање на материјата поврзана со работење на општината од страна на советниците на СДСМ, кои што се на власт во оваа општина повеќе од 30 години, а воедно и најголем број од нив во континуитет се повторуваат. Се повикуваат на нивен предлог кој што не бил прифатен од страна на мнозинството во Советот за решавање на проблемите на градскиот базен. Односно, во ребалансот да се стават 3 милиони денари со кои би се помогнало на јавното претпријатие Чистота и зеленило, кое што стопанисува по одлука на Советот со градскиот и отворен и затворен базен. Средствата кои што се потребни на јавното претпријатие да се одржува базенот во нормална функција на месечно ниво може да достигнат и до 6 милиони денари или на годишно ниво повеќе од 1 милион евра, што значи околу 15% од вкупниот оперативен буџет на општината да се издвојува за нормална функција на градскиот базен. Тоа би значило дека општина Куманово би требало да ги намали капиталните инвестиции кои што и во овој момент се незадоволувачки за 15% и да се откаже од изградба на нови патишта, канализации, спортски терени и друга инфраструктура. Поради тоа, овој предлог е неиздржан и ЈП Чистота и зеленило само ги следи првичните препораки на владата за рестрикција и штедење во енергенси и непродуктивни трошоци. А представниците на СДСМ нека се разјаснат со владата. Дали е потребно или не во овие моменти да се штеди, или пак можеби според нив е подобро средствата да се потрошат за финансирање на работењето на градскиот базен, а училиштата да останат без средства за затоплување и нормално функционирање. Стојчевски потсети дека базенот е отворен во 2016 година, за чија изградба биле потрошени 4,5 милиони евра од буџетот на општината, а за тие финансиски средства градот требал да добие целосен, модерен, енергетско ефикасен базен, а не како што вели директорот, објект кој што се уште не е довршен со голем број на пропусти во изградба, како во градежниот, така и во техничкиот дел. Поради тоа, градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски во јули 2019 година поднесе тужба против надзорот и изведувачите на градежните активности за надомесна штета поради пропуст во работа и изведба во износ од околу 2 милиона евра. Ова судска постапка е во тек пред надлежниот суд во Куманово и се очекува нејзин епилог. Во 2016 година од страна на Советот, а по предлог на тогашниот градоначалник на Куманово Зоран Дамјановски, базенот е ставен под залог кон УЈП за неплатени обврски на ЈП Чистота и зеленило, односно неплатено ДДВ за период од 2003 до 2005 година и истиот се уште е под хипотека. Нека објасни зошто тогашното мнозинство во Советот, предводено од СДСМ и тогашниот председател на Советот Александар Арсиќ, донело една ваква одлука за залог да го оптерети имотот на општината, што воедно и прв ваков случај во општина Куманово. Сдруженијето за наше Куманово и нашите политики начело со градоначалникот Максим Димитриевски, кој успешно менаџира со општината и со јавните претпријатија, а за успехот примерите во пракса се многу евидентни. Ги раздолживме сите долгови на општината, кои беа енормни, над 11 милиони евра. Во фаза сме на раздолжување на јавните претпријатија и долгови кои ги немаме создадено. И горди сме на фактот дека општина Куманово располага со повеќе од 3,5 милиони евра. А сите обврски на општината кон сите добавувачи до овој момент се платени, а се резултат на стратешко планирање, домаќинско, честно и одговорно работење.
Доколку представниците на СДСМ се искрено загрижени за функционирањето на овој објект, нека обезбедат дополнителни финансиски средства преку владата, каде што се носители на власт, и во истиот момент базенот ќе биде отворен, порача денеска Стојчевски. Во меѓувреме, општина Куманово на една од следните седници на Советот ќе излезе со конкретен предлог за делумно решавање на проблемот со енергетско напојување на овој објект и начин на негово менаџирање.